Заев не знаел точно датум на кој го пријавил случајот рекет, а не знаел ни дали добил белешка и во колку часот го пријавил случајот. Вели морал да си провери во агендата и ќе даде информации. Добро, ќе ми дозволите да видам во агендата точно кој беше датумот, во колку часот, каде е тоа пријавено и еве јас ќе го соопштам детално, иако тоа треба да го каже јавното обвинителство за организиран криминал. Но ќе ги дадам точните детали, слично, прецизно каде, кога, во колку часот, како е тоа направено, ќе ги дадам. Додека медиумите притискаат за одговор на ова прашање и опозицијата неколку дена поред бара Заев да каже точни информации за пријавување на случајот. Поминаа 3 дена откако јавно побарав од Зоран Заев да одговори дали го пријавил случајот рекет, како што долго време гради приказ на пиар тимот околу него. Ако го пријавил, мора да има писмена белешка, па го повикувам да ја покаже. Имено упатувам на Законот за кривична постапка, член 274 став 3, кој вели дека доколку пријавата се поднесува устно, за истата се составува записник, а доколку е телефонски се составува службена белешка. Исто така упатувам на Законот за јавно обвинителство, член 39, во кој јасно стои дека јавното обвинителство прима пријави, представки и други поднесоци и изјави од граѓани. Од ВМРО ДПМН очекуваат сторителите на рекет да бидат изведени пред судот на правдата, но не само тие, туку и оние кои се инспиратори, сценаристи и организатори, велат од партијата. На крајот на јули годинава, самиот Заев на новинарско прашање истакна дека токму тој го пријавил случајот рекет во обвинителството.